Жителите на штипската населба Железничка денеска излегува на протести. Незадоволни се од квалитетот на водоснабдувањето, проблем за кој тврдат се провлекува со децении. Ние овде немаме нити притисок и претходно кога имаме вода. Значи, овдека имаме многу жители кои живеат 20 и 30 години, а проблемот со водата е исти. Ние немаме вода. Освен водата, проблем за овие жители е и канализационата мрежа. Потенцирам, немаме канализација. Значи, овај проблем е многу голем. Значи, да се реши прашањето со канализацијата, кој е надлежен да дојде да ни каже, значи, зашо не може да се реши, до сега сме 21 век. Поради ова, тие најавуваат тужби и барања за оштети. Ке одеме по судски пат. Значи, мора вода да се реши, оштета да ни платат прво, затоа што на нас пари не се зимано у наредните години назад. Парите се зимат, дали за канализација немаме, значи тоа кошта, нас не кошта. Тие пари сакаме да ни ги врнат, пошто ни ги зимат, некој ги става у джеп, а не функционира тука. Друго, ке мора оштета да ни платат за тоа што ние немаме вода. Не е дозволено на светско ниво повише од 24 сата да немаш вода. Од јавното предпријатие ИСАР со образложение дека оваа населба и не само што не е заборавена, туку во неа досега е инвестирано во водоводни и канализациони линии, а така ќе биде и во иднина. Па да, таму вложуваме ние во канализација и водовод. Знаеме дека со водата, мислам дека и горни и долна Железничка веќе имат водоснабдување. Некој пат довеѓа овие моменти кога настануваат дефекти, тоа се става од ниска зона, тоа е во повисоките места, да немаат вода, да немаат притисок уствари, бидејќи ова е како резултат на дефект. Околу канализацијата во оваа година може да кажам дека долна Железничка веќе поставивме, тоа имаме инвестирано во нова канализација, а горна Железничка има започнато, но поради, може да кажем, и пандемијата, сите програмски задачи кои ни беа во оваа година, се надевам дека до крајот на годината, кога дозволат временските услови, дека ќе предложиме со поставување на нова канализациона мрежа во горна Железничка.